Добро вечер, почитувани слушатели и благослов Божи се разбира. Вие кои што оваа вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината. Ја би сакал на вистина да ве поздравам во името на Бога и да ви посекам благослов Божи. Кога зборуваме околу поздравите, ние можеме да откриеме како раната христијанска црква во време на апостолите се поздравувале. Се поздравувале со зборот Мараната, кој што значи во наш превод дојди Господе. Зошто? Затоа што нивната надеж била точно во тоа негово доаѓање. Црквата се надева на неговото повторно доаѓање, дека точно Христос ќе ја земе црквата да биде онаму каде што е и тој. Па дури Исус им вети на апостолите, им вети на верниците, на црквата, дека една ден ќе се врати и ќе не земе онаму каде што е тој и дека има место за сите. Но, почитувани слушатели, нема да зборуваме за грабнувањето на црквата. Може би некоја од наредните емисии кои се посветени на Господа и на славата негова би можеле малку повеќе да зборуваме за грабнувањето на црквата. Кој е тој кој што денеска ја држи црквата? Кој е тој кој што ќе ја принесе црквата на младоженецот? Но, во некој од наредните прилики или емисии, како што кажав, ќе можеме навистина малку да подискутираме на оваа прашање. Но она што е многу важно, надежта на црквата е точно во младоженецот. Надежта на црквата, кој е тело Христово, е во самиот Господ Исус Христос и во неговото доаѓање по самата црква. Почитувани слушатели, како што напоменав во неколкуте емисии кои што ги имаме, зборуваме за големите прашања за животот, за нашите животни прашања. Од каде сум, зошто сум на светот и каде ќе одам после смртта. Се разбира едно прашање кое што навистина е многу битно и многу важно. Да си го поставиме се ока ние сме едноставно живи, затоа што сега ни е нам дадена таа можност да го поставиме оваа прашање и да го најдеме одговорот. А одговорот точно се крие во Библијата. Затоа е многу важно да ја читаме Библијата и ќе го најдеме вистинскиот одговор. Па дури по оваа прашање, почитувани слушатели, има различни мислења. Како што има различни прашања, има различни мислења и различни одговори. Луѓето веруваат во различни нешта. Меѓутоа, не заборавајте дека има повеќе од 2000 движења. И по оваа прашање може би има и 2000 одговори, но Библијата го дава вистинскиот одговор. Во нејзи лежи клучот на вистината. И таа е вистината. И таа може да ни даде одговор на оваа прашање. И целото време се служиме со Библијата. Се служиме како од Стариот Завет, така се разбира од Новиот Завет. И можеме да видиме дека навистина Библијата има одговор за сите, се разбира, наши прашања. Каде после смртта? Тоа е прашањето за кое што ние неколку емисии веќе дискутираме и веќе зборуваме. И знаете, може би ќе се постави прашањето дали е толку вредно да се посветат неколку емисии на оваа прашање. И не само на оваа прашање, туку на овие три крупни прашања. Од каде сум, зошто сум и каде после смртта. Но зборуваме, како што кажав, за големите прашања за животот. Кога зборуваме за големите прашања, ја би рекол дека овие дури се најголемите прашања кои би требало секој еден совесен човек на овој свет кој доаѓа, се разбира, да си ги постави овие прашања. Но повторно ќе кажам дека многу е битно и многу е важно да ја читаме Библијата и ќе го најдеме вистинскиот одговор на сите овие прашања. Почитувани слушатели, мораме да знаеме дека Бог ги има одговорите. Па дури повеќе од тоа,
Тој знае многу повеќе од тоа. Но сепак, немој да заборавате дека Бог ги има одговорите на оваа прашање. Не се занимавајте со погрешни работи. Не барајте одговор на погрешни страни, кај погрешни луѓе. Земете ја Библијата. Таја ќе ви даде одговор, се разбира, на вашите прашања. Почитувани слушатели, видовме дека преку зборот Господов, дека смртта не е крај. Во книгата Проповедник 8 видовме дека никој од нас нема власт, ниту авторитет освен Бог. Бог ја има целовкупната власт над смртта, се разбира, и над животот. Друго, постои суд, но постои исто така и праведен судија. Во Псалом 7:11 се вели Бог е праведен судија и дека тој секојдневно не предупредува. Затоа треба да бидеме посебно внимателни. Еве ќе отвориме едноставно во Евангелието на Матеј, значи Евангелие на Матеј, ќе отвориме 5 глава и ќе видиме што таму се разбира ни е запишано. 5 глава, значи како што реков Евангелие на Матеј, 22 стих. И ќе видиме, се разбира, што таму ни е запишено. Што таму Библијата, се разбира, ни едноставно ни зборува. И еве таа што ни зборува. Сте слушнале дека им било речено на старите, не убивај. А кој убие ќе биде видовен пред судот. Јас пак ви велам дека секој кој се гневи на брата си без причина ќе биде виновен пред судот. А кој ќе му речи на братот свој празноглав, ќе биде виновен пред Синдрионот. А кој ќе го нарече безумник, ќе биде виновен за во огнениот пекол. Значи, ќе биде виновен за во пеколо. Затоа треба да бидеме навистина многу внимателни. Бог не предупредува дека ќе одговараме за секој збор несмислен и можеме да завршиме во пеколо. И не само што ќе одговараме за нашите зборови, Библијата зборува дека ние ќе одговараме дури за нашите мисли и дела. И затоа треба да бидеме многу внимателни. Видовме како оној кој што ги држи 7 звезди, тоа се 7 цркви, во Мала Азија, денешна Турција, ги предупредува црквите. Видовме како Бог, преку Исус Христос, ги предупредува 7 цркви кои беа во Мала Азија, денешна Турција. Оној кој ги држи за својата десница. Им вели, ги знам делата твои. И тој така почнува и така им зборува. И кога ќе ги читате, навистина, овие 7 цркви ќе видите како Бог им зборува од позитивна гледна точка, меѓутоа некаде ги укорува, а некаде ги осудува, а некаде и ги пофалува. Ако видиме за Ефеската црква, тој ја пофалува, но вели имам нешто против тебе, зашто ја остави првата љубов. Па дури ги напоменува за нивните недостатоци. И затоа Бог се представува како оној кој ги држи, како оној кој го знае животот на црквата, како оној кој те познава. Го познава твојот јавен и твојот таен живот. Бог ја познава цела твоја внатрешност. Многу добро те познава од кој да е бил повеќе, па дури од самиот, се разбира, себе си. Така Бог овде му се представува, му се представува како оној кој се движи меѓу 7 цркви и ги напоменува, ги знам делата твои. Кога ќе читаме во Библијата, ќе откриеме дека немало само 7 цркви, туку имало повеќе цркви, но овие 7 цркви биле поголеми цркви, каде Бог им се обраќа, дека тој ги знае делата нивни, па дури ги осудува во одредени места. Потоа во 2 Коринтијаните 5 глава 10 стих вика, зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот
суд. Внимавајте, сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд. И тоа е многу важно, што треба ние сите заедно, се разбира, да го знаеме. Како што реков, тоа е многу битно и многу важно да го знаеме. Но исто така не смееме да заборавиме дека сепак Библијата не предупредува. А потоа вели, Бог ќе суди секое дело, вклучувајќи го она што е тајно, било добро или зло. Секоја наша животна тајна, која се крие во нашите срца, Бог ќе ја изведи јавно. И не само што ќе ја изведи јавно, тој ќе ја осуди. Секој ќе сноси одговорност за себе си. Оно што е многу важно, или она што е многу важно, да кажеме дека постои еден судија, кој што ќе му суди на секому, а не дека секој пророк кој доаѓа на овој свет или на оваа земја, во нивно време, зборуваме, ќе застане пред својот народ и тој ќе му суди на својот народ. Такви информации, почитувани слушатели, Библијата не ни дава. Библијата ни дава дека постои еден судија, еден застапник кој ќе го застапува народот, но и еден судија кој ќе му суди на народот. И затоа во 5 глава од 2 Коринтијаните вели, зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд, да секој да прими што заслужил, според она што го извршил во телото свое, било добро или било лошо. Затоа треба да бидеме внимателни, но она што е многу важно, Библијата, како што реков, не напоменува. Таа ни зборува дека една ден ќе одговараме пред Господа. Сите ние заедно, секој ќе одговара за себе си. Секој ќе одговара за своите постапки, за своите чекори, за своите животни чекори кои што ги направил на оваа земја. Затоа е многу битно и многу важно она што апостолот Петар не предупредува, дека Бог долго време трпи и тој не сака луѓето да изгинат. Бог не сака да ги суди луѓето. На едно место во Библијата ни е запишено дека Исус им вели, вашите лоши дела ќе ве судаат него ли јас. Затоа треба да бидеме многу внимателни. Но ако даде Господ наредната емисија, ќе можеме всушност и последната емисија за оваа година, 2005 година, да зборуваме за Божиот суд. Всушност да ја видиме сликата на Божиот суд, описот на Божиот суд. Затоа до тогаш Господ нека биде со вас, Бог нека ве благослови и тој нека го води вашиот живот. Размислувајте што е тоа што ќе понесите пред Господа, како ќе се јавите пред Господа. Тој е праведен судија и праведно ќе суди. Тој е свет. Покрај тоа што Бог е љубов, покрај тоа што Бог е изворот на љубовта, но не заборавајте, тој е праведен судија и ќе суди, се разбира, Библијата вели, по правда. Затоа никој да не ве залажува дека нема да има суд. Самата Библија зборува дека ќе има суд и дека секој ќе биде суден според неговите постапки. Всушност Бог ќе суди или ќе ги суди нашите мисли, нашите зборови, се разбира, и нашите дела. Пријатна вечер, Бог нека ве благослови, имајте убава и благословена вечер, се разбира, и добри соништа. Господ со вас нека биде. Пријатна.